Добар ден. Нов клинички центар во Скопје ќе изгради новата реформска влада. Граѓаните на Македонија ќе добијат реален, модерен и функционален универзитетски клинички центар. Постапката за изградба ќе се одвива на транспарентен начин, како што ќе работи новата влада. Затоа што станува збор за парите на граѓаните, затоа што станува збор за нивните потреби. Не како до сега, низ политиканство и на крајно сомнителен начин. Најавуваме дека ќе има ревизија на работењето на владата со технички овластувања во заминување. Меѓу другото, ќе бидат преиспитани и процедурите преку кои што во последен момент пред трансферот на власта Тодоров и соработниците влегоа во договор за изградба на нов клинички центар кој што треба да се реализира во иднина. Прво, владата со технички овластувања нема овластување да потпишува вакви договори на неколку дена пред заминување. И клучно, да ги интересираат потребите на граѓаните и да воопшто ги интересираат потребите на граѓаните. Никола Тодоров и раководството на ДПМНЕ немаше да чекаат да станат опозиција за да потпишуваат договори за нов клинички центар. Тодоров и ДПМНЕ им ветија на граѓаните клинички центар во 2012 година, кој што требаше да биде готов до 2 јануари 2014 година. 19 мај е денеска. Најавениот нов клинички центар од страна на ДПМНЕ се уште има само тараби и дупки. Новата реформска влада ќе го врати концептот на единствен универзитетски клинички центар во кој што сите клиники ќе бидат функционално поврзани. Пациентите нема да бидат препраќани од клиника на клиника, да припаѓаат по ходници и да бидат оперирани во поајета на клиниките. Неискрените и неодговорни политичари во заминување ќе подлежат на одговорност за сите противзаконски активности на штета на граѓаните.